Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. И овој понеделник со мене во Здравје магистар доктор Александар Митов, магистар по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Доктор Митов, добро утро и ви благодарам што и овој понеделник сте дел од Здравје. Ви благодарам вам, задоволството е моје. Денеска ќе зборуваме на тема има ли поврзаност на исхраната со прераниот пубертет. Во последно време се почесто слушаме дека дури и деца на 5-6 годишна возраст, претежно од женски пол, влегуваат во пубертет, односно преран пубертет. Дури годишно на клиниката за детски болести според неофицијална статистика има по 20 на вакви случаи, што е драстично зголемување во споредба со минатиот период. Но можно ли е една од причините да биде токму во исхраната, односно исхраната да предизвика преран пубертет? Ова ќе го анализираме во текот на емисијата, на денешната емисија на Здравје во наредните 20 на минути. На почетокот, доктор Митов, би ве прашал, знаеме дека пубертетот е поврзан со хормоните. Може ли дали храната може да влијае на хормоните воопшто и да го предизвика тој забрзан процес на раст и развој на децата? Така, првото логично прашање е токму тоа. Дали може храната воопшто да го покрене во било кој правец хормонскиот систем и хормоните во нашето тело? И одговорот е цврсто да. Значи, и на директен и на индиректен начин, нашите тела, особено нашиот хормонски систем, зависат од исхраната. Индиректниот начин е полесен за сваќање, бидејќи нездравата храна води кон зголемена тежина, кон дебелина. Масното ткиво во нашето тело се однесува на еден начин како активно ткиво, односно тоа лачи хормони. И од тука гледаме дека и на индиректен начин, преку исхраната, доколку сме со покачена телесна тежина, дали ние, дали децата се едно, тоа е првиот начин како може да дојде до нарушување на хормоните. Вториот начин, како храната влијае, е така наречениот директен начин, кога во самата храна постојат материи кои што подоцна можат да доведат до нарушување на хормонскиот систем. Тие материи можат да бидат прво хормони, бидејќи постои за жал исхрана пред се, тука мислам на месото во кое што активно се додаваат хормони. Да, претежно пилешкото месо. И конкретно пилешкото најмногу од се. Значи тоа е прво, хормоните во исхраната директно влијаат на нашиот хормонски систем. Второ, пестицидите кои што се во исхраната, значи многу пати сите остатоци од пестициди, така наречените резидуи, се смета дека кога ќе влезат во нашето тело се однесуваат како хормони и го нарушуваат хормонскиот баланс, и конечно има посебни хемиски субстанции, така наречени фталати, кои што се присутни во пластиката и кои што исто така, внесувајќи ги преку храната, може да доведат до нарушување на балансот на хормоните. Така да одговорот е дека дефинитивно храната води кон нарушување на хормонскиот систем, може да води. Сосема кратко би го кажал и насловот на тие материи кои што кога ќе бидат внесени во нашето тело се однесуваат како хормони. Тоа се така наречените, на стручниот термин е ендокрини дисруптори или нарушувачи на ендокриниот систем, нарушувачи на хормоните. Тоа е една голема група на субстанции, многу сериозна, и предизвикуваат од развојни промени, значи додека сме уште во утробата, и тоа за жал таму најмногу влијаат, од утробата па влијание на репродуктивниот систем, каде што доведуваат до
инфертилитет најчесто или до ендометриоза кај жените, па до невролошки нарушувања и конечно нарушување на имуниот систем. Сите тие кои што ги набројав може да бидат зафатени со дејството на така наречените нарушувачи на хормоните или ендокрините нарушувачи. Дури испуштив да кажам дека и една голема група на малигни заболувања, за жал, па до некаде има и теорија и за алергиите, и еден дел од алергиите, за жал, се предпоставува дека се должат на изложувањето на овие хемиски материи. Так, може ли да го објасниме механизмот, значи како предизвикуваат всушност, како действуваат на организмот и како споменавме преран пубертет, ги споменавте малигните заболувања и алергиите, значи како делуваат овие субстанции, односно хемиски материи действуваат во организмот? Овие хемиски материи откако ќе влезат во крвотекот, кога ќе влезат во организмот, се однесуваат активно, велиме, односно имаат капацитет да влезат во интеракција со клетките и да предизвикаат одредени ефекти. Првиот начин на кој што действуваат е така наречената мимикрија. Односно, кога тие хемиски се многу слични на хормоните, на нашите хормони, и се однесуваат речиси како да се хормони во нашето тело. Ако се налик на естрогените, тогаш тие велиме дека се женски, налик на женските хормони. Или ако се налик на андрогените, тогаш велиме дека се налик на машките хормони, или пак може да ги да прават мимикрија, да наликуваат на на тироидната жлезда, на хормоните од тироидната жлезда. И сето тоа доведува до пренагласена стимулација. Значи тоа е првата група, тоа е првиот начин на делување. Со таа мимикрија. Вториот начин на делување е кога овие хормони ја имаат истата или сличната хемиска структура како и природните хормони во нашето тело, значи овие хемиски субстанции, меѓутоа кога ќе се врзат за рецепторите на клетките, не ја покренуваат истата реакција која што ја покренуваат природните хормони. И заради тоа доаѓа до одговор на дејство. И тие сега во овој случај имаат спротивен ефект, односно сега настапуваат како антихормонски субстанции. Значи може првиот случај да го стимулираат дејството на хормоните, или во вториот случај може да го анулира дејството на хормоните, да го забавува драстично. И третиот случај, третиот механизам, биолошки механизам по кој што дејствуваат овие опасни субстанции, е кога тие го нарушуваат самиот метаболизам на хормоните кои што ги имаме во нашето тело. Бидејќи природно за еден хормон, за една молекула на хормон во нашето тело е истата да има одреден живот, да биде создадена, да патува низ крвотекот, да отиде кај што треба, да го направи дејството и да биде разградена. Сега, доколку тие ензими кои што се наоѓаат во црниот дроб и кои што треба да го разградат хормонот, на одреден начин бидат спречени или уништени од овие материи, тогаш нема кој да ги уништува вишокот хормони во нашето тело. Тоа се трите главни механизми по кои што нарушувачите на хормоните дејствуваат. Тука дојдовме сега и до нашата денешна тема, односно како овие хормони можат да доведат до преран пубертет. Прераниот пубертет, убаво кажавте на почетокот, за жал станува се поголема тема и можеме да дадеме и примери од реалноста, да кажеме конкретни случаи кога бидејќи за жал се почесто и многумина од нас знаеме реални случаи, да го доловиме до слушателите. Но да ја видиме и статистиката. Во Германија конкретно правена е огромна студија кога е мерено години наназад, навлезено во историски податоци, за да се види кога од прилика почнувал најназад од како се мерело, кога почнувал пубертетот, конкретно кај девојчињата. Средна возраст на почеток на пубертет во 1860 година, средна возраст е 16,6 години. Значи кога од прилика, тоа е средна возраст. Значи имало и порано, имало и подоцна, но тоа е средната возраст во Германија. Во истата земја во 2010 година средната возраст е 10,5 години.
Значи, Германија ја зимаме како пример, бидејќи води најрано статистика во светот од ваков тип на кредибилни, на веродостојни податоци на кои што можеме да правиме основани анализи. Следно, правела вакви анализи и Британија, која што ги брои, ги следи овие случувања со здравието на најмладите од 1920 година. Од 1920 година до 2010 година почетокот на пубертетот кај девојчињата е повлечен за 5 години наназад. Дури и конкретен пример, сега веќе ако земаме и Калифорнија, кој што во Америка, кога е правена анализата од 1990 до 2010 година, значи последните 20 години, најдено е дека пубертетот за 5 до 10% порано се случува кај популацијата. Зафатени сме со една така да речеме епидемија, со една појава која што е на светско ниво и додека еден дел може да биде објаснет од природни причини, бидејќи е подобра исхраната и за еден дел нормално е ако имало и доцнење, сега веќе да сме се приближиле до понормален период за почеток на пубертетот. За жал, научниците се убедени дека сега отидовме далеку отаде, дека сега веќе сме отидени многу порано отколку што е нормално едно човечко тело, женско или машко, да влезе во пубертет. Така, во таа природна појава да се оди со текот на времето и кога е време и место е околу 15-16 години. Можеме да се навратиме по причините ако правиме... Така, ќе правиме пауза за рекламе, во право сте, ќе се вратиме за причините и навистина интересна тема, ќе продолжиме по рекламите. Радио Слободна Македонија. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија и овој понеделник со мене во Здравје доктор Александар Митов, магистер по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Во денешното издание на Здравје зборуваме за прераниот пубертет и можната поврзаност со исхраната. Доктор Митов, слушнавме дека хормоните кои ги внесуваме преку храната се една од причините кои предизвикуваат преран пубертет. Дадовте навистина интересна статистика дека во Англија во Германија од 1860 година, кога пубертетот просечен девојчињата влегувале на 16 и пол години, во 2010 таа годишна возраст на влегување на пубертет во развиената Германија се стимнува на 10 и пол години. Зошто е тоа така? Значи, зошто се намалува границата на пубертет? Првата причина е, која што најчесто е обвинувана во светот, е тоа дека дечињата стануваат се подебели и подебели. Еве така да го кажеме најлаичкиот термин, нели? Гојазност или зголемен индекс на телесна тежина. Но сепак да бидеме разбирливи, проблемот е дека дечињата стануваат се потешки и потешки и масното ткиво, како што кажав и пред паузата, во човечкото тело се однесува како активно хормонско ткиво кое што произведува хормони и тоа доведува до преран пубертет кај девојчињата, а кај машките дечиња се очекува дека дава еден феномен на феминизација се нарекува. Значи, налик, нивното тело станува повеќе налик на женско тело. Така да тоа е сериозен проблем и кај девојчињата и кај момчињата. Првата причина е оваа, како што ја кажавме, зголемената телесна тежина. И затоа треба родителите изворедно многу да внимаваат дека дебело дете не е здраво дете. Значи, таа перцепција дека доколку детето е полничко или дека е дебело, дека тоа е здраво, тоа не е така. Еве само еден од проблемите кои што го гледаме, а ги има многу. Втората причина која што научниците ја нашле е тоа дека колку повеќе се консумираат животинските протеини, толку повеќе расте веројатноста пубертетот да почне порано. Така.
Значи, дечињата треба да се хранат пред се со разновидна исхрана, но во нејзе да доминираат овошјето и зеленчукот и општо земено растителните производи. Дури правена е и пресметка дека за 1 додаден грам дневно животински протеини, за 1 додаден грам дневно, асоциацијата е дека за 17% расте ризикот пубертетот да почне пред 12 години. За 1 грам. Тоа е како тежината на една спајалица. Така. Значи, не мора дечињата ни секојдневно да им се дава месо. Треба да се внимава и од тој аспект да не се преоптеретуваат со месо. Следно, ќе го постави некој прашањето зошто. Две причини има зошто месото може да води кон тоа. Прво, самиот внес на месото предизвикува зголемено лачење на хормон за раст IGF-1, кој што е природна реакција во нашето тело, да не навлегувам во медицинската наука, тоа е првата причина. И втората причина, бидејќи животните се на еден начин на врвот на одреден ланец, пред да ги изедеме ние, но тие се на врвот на еден природен ланец, јадат растенија, доаѓа до еден процес на така наречена акумулација на штетни материи. Значи, сите овие хемикалии кои што ги спомнавме, нарушувачите на хормоните, влегуваат во синџирот на исхраната и почнуваат да се концентрираат. И колку одите погоре во синџирот на исхраната, толку повеќе ги има. Затоа и во месото ги има повеќе. Следен проблем, особено сега да го спомнеме и пилешкото месо, визави таа разлика која што настанува. За жал, се повеќе и повеќе има сведочења од родители и од лекари дека редовната консумација, честата консумација на пилешко месо, особено кај девојчињата, знае да доведе до прерана појава на пубертет. Да, малку да објасниме, прерано почнуваат да растат градите на Таму е девојчињата. таму најдобро се приметува. Прво се приметува дека почнуваат промените кај градите. Кај градите, понатаму влакна по телото, кај девојчињата и кај момчињата. Значи, тоа се Тоа се тие првите знаци за преран И пубертет. само да објасниме зошто Така. пилешкото месо е толков проблем, заради тоа што се додаваат вештачки, се додаваат хормони на младите пилиња со цел во рок од 40-50 денови енормно да пораснат. Значи, тоа не се пилиња, тоа се билдери. Така. Значи, тоа се билдаат буквално. А ние со сето хормони, тоа го јадеме? А сето тоа после, од кога тие ќе бидат припремени како храна, сето тоа потоа се консумира. И за жал доведува до процес на тоа е сеопшта појава, како што спомнавме во цел свет, на прерано отпочнување на овие промени. И не е само тоа дека некој ќе рече дека детето почнало 1 година порано со пубертет. Рефлексиите врз остатокот од животот се огромни. Целиот биолошки процес понатаму големи се проблемите. пореметува, Подоцна се зголемува ризикот за рак од дојка кај женските. Општо земено се намалува, статистички е докажано, должината на животот се намалува доколку започне толку рано пубертетот. Низ за проблеми. Инфертилитет, неплодност исто така може е една од теориите дека е поврзан со овие нарушувања. Така да никој дека не се залажува дека ако пубертетот почне порано отколку што треба, дека тоа не е сериозен проблем. Тоа е многу сериозен проблем. Доктор Митов, бидејќи тука ни е крајот на денешното издание на Здравје, се надевам дека во некој од наредните емисии на Здравје ќе посветиме внимание токму на оваа тема, преран пубертет поврзан со исхраната. Сакам во некој од наредните емисии и научни студии да објавиме, да споделиме конкретно факти со нашите слушатели, бидејќи сега иницијално споменавме дека најчесто пилешкото месо, бидејќи е полно со хормони, може да предизвика преран пубертет, но има и други состојки, и други производи. Кремовите со кои што се мачкаат децата исто така треба да се внимава какви се. Огромна е темава. Така, ќе ги поканиме нашите слушатели во некој од наредното издание на Здравје, кое зборуваме за здравата храна, да бидат со нас и да ги слушнат сите овие причинители за преран пубертет. Јас ви благодарам за овие споделени информации и совети до нашите слушатели. Ви благодарам вам. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Далибор Зафировски.
Денеска сме понеделник, 29 февруари 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со здравие во петок во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање и пријатен понеделнички ден. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.